Почитувани медиуми, драги сограѓани, денеска заедно со раководителот Александар Крстевски ќе одржиме пресконференција по повод 11 ноември, Ден на градот и 81 година од ослободувањето на Куманово, значаен датум во историјата на нашиот град. За достоинствено одбележување на овој празник, на празникот 11 ноември, Фондацијата за култура и спорт Куманово заедно со секторот за култура има организирано повеќе културно-уметнички настани, кои што се под покровителство на градоначалникот и на Советот на општина Куманово. Програмата е богата и е за сечи вкус и за сите генерации. Се состои од повеќе спортски активности, промоција на книги, концерти, а што најважно е за одбележување на празникот 11 ноември, мега концертот, да го најавиме мега концертот по повод празникот 11 ноември кој ќе се одржи на 10 ноември на градскиот плоштад во Куманово со почеток во 20 часот. Мега концертот ова година ќе го отвори Лука Чомбе, познат кај помладата популација. Потоа настапки имат Еда Јакупи и Бесим Ифтари, исто така локални уметници од Куманово. На мега концертот ќе настапи и нашата најпозната македонска поп пејачка Дивата Калиопи и на крај ќе настапат Слаткар и Тони Зем. На денот на градот, поточно на 11 ноември, на спомен костурница ќе има свечено одбележување или чествување на празникот и одавање на почит на погинатите борци, со полагање на свежо цвеќе, каде што делегација од општина Куманово, Советот на општина Куманово, делегации на амбасадите во Република Северна Македонија, збратимени градови ќе полагаат свежо цвеќе. Исто така, на 11 ноември во 12 часот за прв пат ќе се одржи свечена седница овдека во оваа сала, во Занечискиот дом, со богата културно-уметничка програма. Со оглед на вашите прашања на ноемвриските награди, за прв пат оваа година нема да бидат доделувани, затоа што сами знаевте дека бевме во изборен процес. Нашите советници се уште ги немат добиено од изборната комисија решенијата, со оглед на тоа нема да имаме награди, но затоа градоначалникот ќе додели благодарници за сите наши значајни личности од општина Куманово и тоа ќе биде новитет оваа година. Што се однесува исто до спортските настани, до целата програма, сами може да видите дека имаме флаер кој има премногу, да не кажам, и спортски, и културни настани, и изложбени семинари, така да цела месечна програма е со почеток од 3 новембар, завршува со 28 новембар. Имаме многу културни настани каде што ќе бидат гости и наши збратимени градови и градови од Република Македонија. Можете ли да ни кажете колку средства се одвоени за колкав е буџетот за прославата и во однос на другите манифестации и за самиот концерт кој што ќе биде на 10. Согласно програмата за култура, спорт и социјална заштита и заштита на децата, вкупно 2 милиона денари имаме за сите овие манифестации. Тоа е тековна активност, скоро секоја година средствата се еднакви. Размислуваме следната година да се зголемат средствата, затоа што многу се покачија трошковите и трошковниците за артистите и за сите останати чинители во организацијата.